Православните празници кои традиционално се одбележуваат во декември, за време на Божикниот пост, голем дел од граѓаните ги чествуваат како своји куќни слави. Во некои семејства се пренесуваат од постарите генерации, а други сами одредуваат кој светец ќе им биде заштитник на куќата. За време на славата, домот 3 дена е отворен за фамилијата, роднините, пријателите. Трпезата е постна, но богата. Тавче, гравче, сарма, риба и традиционално благо. Во семејството Димовски од Скупско-Маџари за подготовката на традиционалните пусни јадења е задолжена домаќинката Светлана. Наместо современа трпеза со бели чини и модерни специјалитети, ова семејство денеска гостите ќе ги пречека со етно трпеза. Најбитно што е за постната слава, колачот, пченицата и свеќата со виното црвено. Кога доаѓа попот на заслугот, го крши колачот, сипува од виното, ги спомнува имињата на домаќините што живеат во тој дом. Се подготвува ручек, тавче, гравче, посно, сарма, посна. Имаме тука маканица. Јас би им предложила на помладите домаќинки да ги изненадат нивните гости со место со бели чини, да се послужат со овие традиционални наши македонски производи. Имаме грнчари што уште го гајат тој занает и уште работат со грнчарија. Вештината во подготовката и аранжирањето на храната. Светлана Димовска со години ја покажува за време на манифестациите вешта жена. Има освоено голем број награди за солени, но и за благи специјалитети. Вели дека често ги посетува сајтовите за подготовка на храна, но понекогаш знае да ги пролиста старите рецепти, кои со години ги собирале таа и низината мајка, и таму да пронеде некои од јадињата што одамна го немале на трпезата. Нашата македонска трпеза изобилува со многу постни јадења што се исклучително здрави, а постните слави се одлична можност за продолжување на традицијата, која со години ја негувале нашите баби и мајки.